60 на жени од руралните средини ја завршија, а уште толку треба да ја заокружат својата едукација за вклучување во производниот процес. Се работи за проект кој Форумот на жени од Тетово го започна во август минатата година. Во 2013 година имавме ние еден многу важен проект и тоа преку ИПА програмата. Бевме партнери во партнерство со скопски две организации, но можам да кажам дека бевме доста успешни затоа што успеавме да поделиме 57 сертификати на жените кои што завршија тромесечен курс за одредена да речеме делатност. Имаше за фризери, за шнајдери, за да учат обука компјутери, после имавме и за 5 всушност везење во планинските места, затоа што ова е многу битно, затоа што жените кои што седат дома и кои што немаат некој образование, туку се со основно, и тие имаат потреба како поранлива група за да можат да придонесат во буџетот на семејството. Така што ние тука не завршува работата со нив, треба ние да продолжиме за да им помогнеме за да најдат или самостојно да се вработат, или пак со наша помош преку агенцијата за вработување ќе се пријават и да можеме да им обезбедиме одредена работа. Дали веќе има некој од овие жени заинтересирано да се оствари собствен бизнес? Да, тоа е многу битно, навистина има и сега откако е завршена таа фаза, што се добиени сертификатите, тие жени покажуваат интерес да идат и на бизнес курсеви, кои што сега ќе почнат од 1 март, заправо фебруари до крајот на месецот. Ќе има две групи, прва основна, мислам почетна и малку по висока обука. Така што заинтересираноста е многу голема, не знам јас дали ќе можеме сите да ги вклучиме во овој термин. Дадовте сертификати на 57 жени. Да. Остануваат ли и други кои што треба да добијат сертификат? Остануваат затоа што тоа беше првата рунда, а имам уште една рунда која е во тек и која што треба да заврши крајот на месец јануари и ќе поделиме уште 63 сертификати, но заинтересираноста, постојано ни доаѓаат кај нас во канцеларија и бараат, жените разговараат меѓу себе и преку медиумите се запознаени и сакаат да се обучат со истите, да речеме, или за фризери, повеќе бараат за шнајдери, за везење, за кроење или пак за нешто друго. Тие ниту прашуваат по можност што имаме. Овие групи кои што сега завршија и завршуваат беа главно од албанскиот ентитет и од планинските села. Дали планирате да ја проширите групата и обуката? Да, нормално дека планираме, но проектот беше така составен што требаше жените што се маргинализирани, тоест групите од планинските села, што се кај нас во регионот на Тетово и жените кои што ниско образовани. Ние во втората фаза, не на овој проект, туку како фаза ќе се рачуна, ние ќе настојуваме преку општината, се заинтересиравме, ќе има поддршка за невладиниот сектор и заинтересирани сме да вклучиме жени кои што се навистина им е потребен, но од различни етнитети, без обзир на која етничка група припаѓа. Затоа што имавме побарување и од селата што се со македонци и албанци помешани или пак само македонски села. Ние не сакаме да ги оставиме жените само една група, мислам, етничка да опфатиме, туку жена како жена за нас е од сите етнички групи, Тетовскиот женски форум за оваа година најавува продолжување на проектот со кој ќе можат да се опфатат жените од различни средини и ентитети, но и други проекти за поддршка на жените.